Пајак службата утрово продолжи да функционира со старото возило, додека за новото надлежните во јавното претпријатие Куманово паркинг ќе чекаат одговор од институциите, во спротивно како што велат, правдина ќе бараат на суд. Минатата седмица Куманово остана без новото пајак возило, откако полицијата го исклучила од сообраќај, за што во соботата информираше директорот Сашо Петрушевски. На пресконференцијата Петрушевски потенцираше дека јавното претпријатие е под постојан притисок, а токму еден од примерите е стопирањето на новото пајак возило од инспектор на Државен инспекторат за транспорт и барање од негова страна лиценца за транспорт, која по закон, како што тврди директорот, не треба да ја има предпријатието. Увид на документите за сите други потребни документи не ни ги гледаше, него ни зеде документи ни бараше документи кои ги немаш. Немавме и ги немаме и ниедно јавно предпријатие на ниво на Република Македонија ги нема. Ни беше одземена сообраќајната дозвола на 30 дена, со тоа што ние како јавно предпријатие веднаш направивме жалба до второстепена комисија и ако не ја вратат сообраќајната, ќе водиме управна постапка пред управен суд, заради тоа што верувам и одговорно тврдам дека сме во право. На 28.4. пуштивме старо пајак возило за да ги извршуваме континуирано своите работни задачи. Веднаш по излегување од депото бевме сопрени од службено лице, од ПС, општа надлежност, каде што според негово видување требаше да одиме на технички преглед. Во меѓувреме беа повикани кримтехника, економски криминал, стоевме 2,5-3 часа и во разговор ни беше кажано дека тоа е наредба од горе. Отидовме на технички преглед, каде што во одреден дел од прегледот возилото немаше сиеличка на регистарска табличка и параметрите на задното кочење не беа според законските прописи. Тоа се дефекти кои или аномалии кои веднаш ги исправивме. Откако ги отстраниле пронајдените аномалии на старото возило, Петрушевски вели дека им била вратена сообраќајната дозвола, а дополнително и дека пајак возилото има атест. Имаме атест издаден од 27. февруари 2023 година, со тоа што и налепница стои на самото пајак возило, каде што е атестирано и ги имаме сите потребни документи за вршење на оваа дејност. Мене ми е нејасно зошто се изнесуваат тие невистини и тоа е се со цел да се работата на градоначалникот на општина Куманово и на јавно предпријатие притисоци кои се контролирани од некои министерства. Значи, можам да кажам дека сите овие дозволи кои се потребни за работењето на пајак служба и на двата пајака јавното предпријатие ги поседува. Зошто е се ова вака, ќе процени кумановската јавност, бидејќи поедини луѓе од министерствата ги злоупотребуваат функциите, ги приватизираат министерствата и мислам дека ова е уште еден атак кон јавното предпријатие, кон градоначалникот и кон сите граѓани. За целиот случај Петрушевски вели дека станува збор за личен или политички атак кон јавното предпријатие и злоупотреба на службената должност.